сакаат, некои го мразат, но никој не може да го игнорира. Ритко Мадафака, името кое стана синоним за хаос, хумор, но и за една од најконтроверзните приказни на македонскиот интернет. Како едно момче од Битола успеа да го сврти вниманието на цела нација. Дали е тој само обичен јутубер или гениален манипулатор кој точно знае како да ја користи публиката? Од тешките почетоци, деновите зад решетки, па се до соработката со Боки 13. Ова е вистинското лице на Ридван Мемедов. Ридван не започна со скапи камери и студија. Неговата приказна почнува во Битола, со мобилен телефон во рака и огромна желба за внимание. На почетокот, тој беше само уште еден дечко кој снимаше секојдневие. Но, она што го издвои беше неговиот директен јазик и немилосрдниот хумор. Луѓето почнаа да го следат бидејќи беше различен. Тој не се плаше. И еден ден другарите ми понудија да снимам, ми предложија да снимам на YouTube и јас реков зошто да не, и фатив да снимам и така. Јас не мислев дека ќе имам успех, ама еве стигнав до 10.000 сабскрајбери, да. Прашавме дали размислува за последиците од несакани ситуации кога ги снима видеата. Не, уживам тоа. Беше да навреди, да исмее, но и да ја покаже својата ранлива страна. Тоа беше времето кога се градеше неговата лојална армија од следбеници, која подоцна ќе стане неговото најсилно оружје. Патот до врвот никогаш не е чист. Ритко низ годините градеше соработки со многу ликови од македонската сцена, но неговите пријателства често завршуваа со скандали. Зошто? Бидејќи во светот на Ритко постои само едно правило – тој мора да биде во центарот. Но најголемиот шок за јавноста беше неговото заминување зад решетки. Затворот беше пресвртница. Многумина мислеа дека тоа е крајот на неговата кариера. А кој ти беше најголема поддршка во тие тешки денови додека ги поминуваше таму? Никој, единствено жена ми и мајка ми. А сите другари вака што имав или познати пријатели, никој не ми донесе ни една водка. Внатре се гледа вистинско пријателство, кој те сага и кој те почитува. Но за Ридван тоа беше само принудна пауза за нов план. Излезе од затвор со уште поголема глад за моќ и внимание. Денес Ритко е на својот врв, на свој терен каде што тој ги поставува правилата. Она што го прави различен од сите други е неговата неверојатна дисциплина и предпазливост. Тој не е само обичен лик од социјалните мрежи, тој е вистински мајстор за психологија. Неговата способност да ја држи публиката во постојана неизвестност, играјќи ја совршено играта на внимание, е нешто што ретко кој го поседува. На своите соработници и тимот кој стои зад него, Ридван им нуди визија за големи успеси. Тој е човек со високи стандарди и бара максимум од секој монтажер и соработник, бидејќи и самиот дава максимум за својот бренд. Неговата природа е таква, тој е роден лидер кој сака околу себе да има луѓе кои се исто толку посветени на успехот колку и тој. Неговиот силен надпреварувачки дух, кој некои го мешаат со љубомора, всушност е неговиот најголем мотор. Тој секогаш сака да биде најдобар, најбрз и највлијателен, а токму таа амбиција е причината зошто денес сите зборуваат за него. Во моментов, Ритко Мадафака не само што доминира на Кицк и социјалните мрежи, туку тој поставува нови стандарди за тоа што значи да се биде вистинска интернет икона. Тој е човек кој докажа дека со непоколеблива волја и челичен карактер може да се преживее. Од битолските улици, преку најтешките животни премрежи, па до луксузните преноси во живо, неговиот пат е инспирација за секој што сонува за успех. Јас Волос имав чест лично да го посетиме во неговиот дом во Битола и одблизу да ја почувствуваме неговата харизма и неверојатна интелигенција. Ритко не е само лик од екранот, тој е визионер кој секој ден игра совршена партија шах, секогаш 3 чекори пред сите други. Неговата итрина е всушност неговиот гени, а неговата победа е веќе запишана во историјата на македонскиот шоу-бизнис. Оставете коментари и кажете ни колку за вас значи ликот и делото на Ридван Мемедов. Не заборавајте да заследите и на нашата нова Facebook страна, Ридван Мемедов клуб, каде што заедно ќе го славиме неговиот успех. До следното видео, поздрав од Волос секогаш со најдобрите за најдобриот.